Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин беше на поставување на темелите на едниот воен координативен центар во Филипините за двата сојузници. Остин рече дека посветеноста на Америка кон Филипините е железна и дека сојузништвото ги надминува промените во претседателските администрации во САД. Ова е важна земја не само за мене, туку и за луѓето од двете партии во САД. Остин и неговиот филипински колега подпишаа нов воен договор кој му возможува на двете земји безбедно да споделуваат доверливи воени информации. Двете земји остануваат посветени на договорот за взаемна одбрана подпишан во 1950-тите, во кој и двете се согласуваат на заеднички одговор ако некој од нив е нападнат. Договорот за меѓусебна одбрана се однесува на вооружени напади врз нашите вооружени сили, авиони или бродови, вклучително и нашата крајбрежна стража, каде било во Јужното Кинеско море. Јасна порака до Кина, чија крајбрежна стража употреби водени топови против филипинските бродови и се судри со брод на филипинската крајбрежна стража со американски новинари на него. Кина го оспори последното обвинение, обвинувајќи го филипинскиот брод за инцидентот. Кина е вистински и сериозна закана за Филипините, а Филипините знаат дека САД се вистински економски и безбедносен партнер. Некои ја сметаат засилената американско-филипинска соработка како директен контрапотек на кинеските поморски маневри со кои на филипинските бродови не им се дозволува пристап до ексклузивните економски зони на Филипините. Псевдовоени бродови маскирани како бродови на крајбрежната стража и бродови на поморската милиција во областите во Западното Филипинско море. Тие беа многу агресивни во нивните информативни операции против Филипините. Кина одговори на зголемената соработка меѓу САД и Филипините, велејќи дека ниту еден воен договор не треба да биде насочен кон трета страна или да ги влоши регионалните тензии.